Добро утро, почитувани. Точно 9 часот и време за новото издание на Ново во градот. Каде патуваме денес? Започнувам со Охрид. Колегата Ристен Ековски веќе ме очекува да ја започнеме оваа емисија заедно. Ке зборуваме за активностите на Црвен крст. Веднаш потоа, како што ветивме, патуваме низ сите плански региони. Денеска колешката Александра Максимовска од Куманово Кене води низ плановите и активностите на Североисточен плански регион. И за крај го оставам колегата Бранислав Стојановски од Кичево да ни каже зошто вреди да си од Кичево. Бранислав, ќе ни зборуваш за една многу интересна неформална група, членовите ќе бидат со тебе и ќе дознаеме денеска зошто вреди да си од Кичево. Останувате со мене, колеги, добар ден, добро утро, ви посакувам убав и успешен ден. Да слушнеме кои се најновите активности на Црвен крст, што организираат, што ќе започне утре, како фестивал ќе започне утре. Ристе, деталите се кај тебе. Добро утро, Јована, од Охрид, од градот под Самуиловите тврдини. Така, денеска ќе зборуваме за активностите на Црвениот крст од Охрид. Црвениот крст од Охрид е една од најактивните организации на Црвениот крст на Република Македонија. Тие постојано организираат некакви активности, постојано спроведуваат некакви проекти. Токму така, тука сме и да најавиме еден убав настан кој што треба да се одржи деновиве во Охрид, а тоа е фестивал, аматерскиот театарски фестивал Вдиши театар, кој се одржува трета година поред. Но пред да одиме на таа тема, ќе спомнеме збор 2 и за останатите активности на Црвениот крст. Црвениот крст од Охрид вчера организираше на обука за невладините организации, државните институции, медиумите, представници од полицијата, значи сите засегнати страни кои што се засегнати од бегалската криза. Обуката беше токму за тоа како да се подигне хуманоста кон потребите на мигрантите. Јас предлагам тука да го погледнеме прво тој прилог додека да пристигне и мојот соговорник, па со кој ќе поразговараме за аматерскиот фестивал Вдиши театар, но и за останатите активности на Црвениот крст. Предлагам да го погледнеме прилогот кој што го подготвивме токму на тема обуката на која што ја спроведе Црвениот крст за подигнување на хуманоста кон мигрантите. Во просториите на Црвениот крст во Охрид се одржа втората обука во рамките на кампањата Стоп за рамнодушноста, да ја сочуваме хуманоста, која ја спроведува Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Министерството за труд и социјална политика. Црвениот крст на Република Македонија на целата територија на Република Македонија има обучено 45 дисеминатори кои ја спроведуваат оваа кампања преку своите општествени организации на Црвениот крст со цел да се обучат компетентни лица на општествено одговорни позиции за оваа кампања. Ние имаме за цел да дисеминираме околу 3000 лица на цела територија на Република Македонија, а целта ни е да ја подигнеме свеста кај населението, кај граѓаните на Република Македонија за хуманитарните потреби кои ги имат мигрантите поминувајќи низ траса низ Република Македонија во текот на 2015 и 16 година. Присилени да ги напуштат своите домови и општества поради големиот број фактори и состојби, мигрантите поминуваат низ територијата на нашата земја. Од јуни 2015 година до март 2016 година транзитирале повеќе од 800.000 лица чија крајна цел е некоја западноевропска земја. Барајќи подобри услови за живот, истите се доведуваат себе и своите семејства во екстремни услови, без храна и вода, без покрив над глава да го поминат овој пат и да стигнат до својата замислена цел. Потребата од храна, вода, основни услови за хигиена се само дел од потребите кои ги бараат мигрантите. Состојбата е под контрола, уверуваат надлежните. Потребно им е се, значи од укажување на прва помош, од облека, храна, хигиена до психосоцијална поддршка, се она што им е потребно на луѓето во таква тешка ситуација. Во моментов Црвениот крст на Република Македонија има 264 лица во 11 тима екипирани и поставени на терен, кои ги обслужуваат мигрантите на двата центри во Винојук, Гевгелија и Табановце.
Ристо, додека го очекуваме да пристигне твојот соговорник, гостинот, председателот на Црвениот крст од Охрид, господинот Сашо Точков, ќе одиме за кратко во Куманово, кај колешката Александра Максимовска. Ајде да слушнеме за активностите на Североисточен плански регион. Досега прошетавме по повеќе региони, навистина многу се активни. Речиси секој плански регион има еден безброј реализирани проекти и многу нови кои што ги најавуваат. Што е со Североисточен плански регион? Како тие функционираат? Така. Добро утро за сите гледачи. Еве со нас е господин Младен Протич, инаку председател на Североисточниот плански регион. Инаку мора да напоменеме дека Североисточниот плански регион опфаќа 6 општини. Станува збор за општините Куманово како најголема, тука се крива Паланка, Кратово, Липково, Ранковце, Старо Нагоричане, се протега по должината на северната граница, да кажеме, со Србија, Косово и Бугарија. Но мора да се потенцира и еден податок дека е еден од најнаразвиените региони во државата. Што се презема на овој план? Кои се вашите активности за 2015? Кои проекти ги реализирате? Добро утро на вас и на сите ваши гледачи. Значи, јас сум раководител на Центар за развој на Североисточниот плански регион. Опфаќа 6 општини. Ние имаме совет на регионот кој е составен од градоначалниците и на нивните седници спроведуваат нашата програма за регионален развој, каде што се веќе опишани дел од проектите и се дадени насоки каде нашиот регион би сакал да оди. Инаку ова политика на регионален развој оди преку Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој и има за задача, односно една од задачите е да се отстранат диспаритетите помеѓу регионите, така да нашиот регион како најнаразвиен регион според одредена методологија која е направена и објавена во службен весник и, например, Скопскиот регион кој е најразвиен, така да ние од овие средства кои се по програмите за регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, добиваме и најголеми средства, односно 17,3%, додека, например, најразвиениот Скопскиот добива 7,5%. Овие средства не се големи, меѓутоа не се ни мали, поготово со тоа што секоја година се, значи овој фонд на средства се зголемува, така да од, да кажеме, пред 2-3 години од 200.000 евра колку имавме за целиот регион, сега имаме на располагање околу за 2015 и 2016 по 500.000 евра, значи и ние сега како регион размислуваме што и како да ги употребиме овие пари, значи тоа ни е основната задача, така да имаме доста проекти реализирани во 2015 и подпишани договори за 2016 само по оваа програма. Кажете ни кои ќе бидат приоритетните проекти кои што ќе ги реализирате 2015 година, конкретно зголемените средства значат и проекти, но тоа значи и подобрување на животот, пред се на инфраструктурата во одредени рурални општини. Може да се каже дека речиси сите 5 општини од Североисточниот регион се сметаат како еден вид рурални, освен Куманово која што е урбана земјица. Да, точно така. Сите 5 општини, освен Куманово, се рурални. Тоа може да биде и предност, поготово за при барање пари, така да ние направивме некои обиди за групирање на овие микрорегиони, да ги кажеме. Инаку во 2015 по овие програми на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, ние значи аплициравме на крај на 2014. Имаше 2 повика, на 2 повика добивме, аплициравме и ни беа одобрени проекти, така да веќе се групираме во едни поголеми апликации. Во едната апликација учествува 5 општини, осим Крива Паланка. Идејата беше да се, на основа на студија за мапирање на туристички рути во регионот, на регионални туристички рути, да се изгради една појдовна точка. Тоа ќе биде во Кратово, значи изградба на регионално туристичко биро во Кратово, каде што ќе се промовираат целиот регион и од каде во иднина би можеле сите добронамерници да тргнат на овие рути. Направивме услови во Ранковце и во Старо Нагоричане со опремување на дел од објекти во Отошница во Ранковце, каде што возможивме 20 легла, значи да се направат. Во Старо Нагоричане во домот млади за млади опремивме исто така околу 20 легла. Направивме, значи, реновирање на 2 парка во Липково. Тоа е према Матече, локати и патот кон браните Липково Глажни, за да добијат услови, значи, туристички и рекреативни површини. За Куманово, значи, во регионот немавме една посовремена конгресна сала и салата во бивш комитет во Куманово со капацитет од 312 седишта ја комплетно ја реновиравме и ја способивме за вакви настани.
Во 2015 имаше и втор повик. Ствари заборавив да првиот повик за Крива Паланка, пошто не учествуваше во апликација, изработивме проект за инфраструктура, за линijска инфраструктура, за градба на жичари и паркинг во катарска општина Крива Паланка, катарска општина Варовиште, катарска општина Крклја во самата општина, така да овој проект се движи напред, поготово што после тоа имаше додадена вредност на овој проект, направивме уште поголем проект заедно преку Германското друштво за соработка. Така, тука се соработките, освен од Министерството за локална самоуправа, кое што е надлежно за регионите, да кажеме, тука се соработките и со останатите фондови, организации. Користите ли такви средства? Па, ја може да кажем дека негде околу 1,5 милион евра во 2015 имавме обрт за проекти зборам, од тоа 500.000 беа министерство, а 1 милион евра се преку други министерства, преку разни други донатори, така да не препознаваа сите донатори во Република Македонија, преди тоа што им е многу поедноставно да соработуваат со една точка, со еден центар, под кој се сите 6 општини, а и самата политика на регионален развој во Европската Унија е многу напред. Тие препознаваат региони, не препознаваат, општини, градови и така натаму, така да имаме успех и во другите министерства, поготово што почнаа да не препознаваат, посебно Министерството за земјоделие, Министерството за култура, Министерството за животна средина. Така да прва година 2015 аплициравме во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој во Република Македонија. Ни одобрија 3 проекти кои не се мали, едниот е изградба на пат помеѓу две општини, помеѓу општина Куманово и Старо Горичане, тоа е 40 Никулјане, во должина од 2 километра и нешто, тоа е негде околу 20 милиона денара. За посериозни покрупни. Да, посериозни. Имаме во Крива Паланка од село Крклја, тоа е ловешка куќа, до езерце Калин Камен, во должина исто така од околу 2 километри, околу 11,5 милиони денари, и се потрудивме она болна точка на сите општини, тоа се урбаничките планови, за доста села во трите општини, во Крива Паланка, во Кратово, Ранковце и во Липково, да изработиме урбанички планови за повеќе села. Инаку, преку Министерството за животна средина, веќе неколку години тераме и сме заедно со Источниот регион, сме во програмата, ИПА програмата за регионални депонии. Тука ќе завршиме некаде мислата. Имаме прашање од студио што се однесува за овие проекти кои што вие ги реализирате. Да, Александра, ме интересира 5 општини се под Североисточен плански регион. Во која општина, добро, и Куманово ја ставам тука, нели? Која општина има најплодна почва за работа? Каде најмногу проекти планираат да реализираат? Од сите 6 општини во кои се вметнати во Североисточниот плански регион, каде најмногу проекти се реализираат? Да работиме на регионално ниво. При оценка на самите проекти кои ги праќаме во Министерството за локална самоуправа и Бюрото за регионален развој, проектот мора да е регионален. Мора бар минимум 3 општини да имаат интерес од тоа, така да овде не може да стане збор за тоа која некоја општина, дали некоја, повеќе ја сакаме или не ја сакаме. Одлучуваат сите градоначалници заедно, 6 градоначалника одлучуваат за листа на проекти која па мора да биде од програмата за регионален развој, така да тоа не може да се случи. Гледаме да се од интерес за повеќе од 3 општини. Затоа се направија тие, да кажеме, микролагови, локални акцијски групи? Да, тоа е веќе друга структура за која збориме, тоа е разни донатори. Донаторите ни приоѓаат и имаме соработка со UNDP, имаме соработка со USAID, имаме соработка со Германското друштво за соработка ГИС. Со UNDP, направивме една платформа за регионална рурална акција, која практично според законот за меѓуопштинска соработка направи едно 17 члена координативно тело во кое се вклучени сите 6 општини само со еден представник, а другите до 17 се невладин сектор, бизнис сектор, образование и така натаму, кои имаат поголем утицај во ова работно тело.
Да, се извинувам се. Спомнавте и бизнес заедницата, каква е соработката на она што вие го форсирате како регион е нивна вклученост во одлучувањето при донесување на проекти, самата бизнес заедница бара одредени, пред се станува збор за инфраструктурни проекти од она што досега сме следеле. Каква е соработката со бизнес заедницата и после ќе збориме и за граѓанскиот сектор? Значи Министерството за локална самоуправа препозна во еден дел дека центрите треба полека и секторски да се развиваат. Значи, осим ова платформа за регионална рурална акција, која ќе се движи за руралните средини и во кои се вклучени двете локални акциони групи, во самиот центар се формира бизнес центар. Значи, тоа се обиди за воспоставување на една поширока соработка со бизнес заедницата. Имаме на проектот едно вработено лице кој се грижи само за таа проблематика. Имавме соработка со UNDP. По ова направивме едно програма, направивме акционен план и сега не презеде ГИС, Германско друштво за соработка, каде што практично ние ќе правиме една стратегија за иновативност, набројани се проектите и дел од тие проекти се финансираат. Повели Јована. Добро, Александра, добра е соработката. Да, добра е соработката и со бизнес заедницата, исто така слушнавме, но како е соработката непосредно еве со граѓаните? Колку тие имаат удел во тоа кој следен проект ќе се работи? Каде треба да се работи? Што треба да се поправи? Така. Каква е соработката со граѓаните и дали тие ви предлагаат одредени проекти, нешто што нив им е од интерес, нешто што тие сметаат дека треба итно да се поправи? Значи, ние работиме на тоа се вика видливост на нашите активности. При припрема на програмата 2015-2019, значи беше вклучено преку 100 луѓе од нашиот регион, не само од општините, туку и граѓанскиот сектор, социјално ранливите групи, така да ние у таа програма имаме опфатено скоро се. Тоа се зависи од тоа од донаторите, од каде ќе најдеме пари, значи ние немаме буџет за тоа стрикно. Досега што е инвестирано за потребите на граѓаните? Значи ние као центар работиме на три, значи рурален развој на три сектора кои јас ги предвидувам, тоа не мора да значи рурален развој, бизнес заедница и социјални услуги. Во делот на социјални услуги малку поширок појам. Во делот на социјални услуги успеавме, значи ја аплициравме до Европската унија со два проекта, едниот е завршен заедно со општина Дупница од кроз програмата. Направивме од наша страна ние во 7 основни училишта пристапна рампа, лифтови и посебни тоалети за лица со посебни потреби. Проектот беше од наша страна негде околу 270.000 евра, вкупна вредност беше околу 500.000 евра и најнов проект кој е преку ИПА компонента 4, каде што е корисник е Министерството за труд и социјална политика, а менеджик ауторите е CFCD, односно Министерството за финансии, аплициравме 2013 и сега сме во тек на имплементација на еден проект кој се вика вклучување на социјално запоставените млади лица на пазарот во труд во Североисточен плански регион. Во овој проект сакам да упатам повик исто на сите лица од нашиот регион кои се на возраст од 18 до 30 години, да може да се пријават во центарот, ќе има обука од кариерно, социјално, психосоцијално советување, меѓутоа и обука на машините кои ќе ги земеат, тоа се компјутеризирани машини за машинство, значи изработка на дрво, на метал, и ќе има два курса во техничкото училиште, едниот ќе биде за машинство, другиот ќе биде за електроинженерство, така да можеме на оние кои завршиле средно училиште или не го завршиле, да им помогнеме да добијат некои сертификати и дообука за да може да продолжат. Благодарам. Дали имаме некое прашање од студио, повелете, или да продолжиме со разговорот? Александра, немаме, но во интерес на времето мора и да завршуваме, но убав завршеток на крај, убав повик направивме до сите оние кои што не слушаа, сега и би сакале да добијат еден таков сертификат. Ти благодарам многу, благодарам на соговорникот денес што издвои време и беше со нас, патуваме до сите плански региони, го фативме и вашиот плански регион, посакувам убава и успешна работа. Поздрав од мене. Почитувани, останете со нас. Соговорникот кој што го очекувавме од Охрид веќе ни пристигна, господинот Сашо Точков, претседател на Црвен крст од Охрид, но ќе направиме кратка пауза, па ќе отидеме во Охрид да слушнеме за активностите, всушност како фестивал тие подготвуваат од утре.
Само за проектот Купи куќа за млади, Хот и Хот ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Хот и Хот за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Хот и Хот за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Хот и Хот. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Кога најмодерната технологија на производство ќе се соедини со 60 години искуство и традиција, се создава вистински квалитет за оние кои користат оптимално и оние кои сакаат максимално. Нови моторни масла Максима и Оптима од рафинеријата за масло Модрича, Нестро. Ге Натурал е мојот нов пријател кој што ме следеше во неколку последни експедиции, а сега заедно ќе одиме и на Аљаска. Го препорачувам на сите кои имаат голема доза на физички и умствен напор во секојдневниот живот. Ге Натурал е мојот избор. Ристе, ни пристигна соговорникот, председателот на Црвен крст од Охрид, господинот Сашо Точков. Ајде сега да ни каже како фестивал подготвуваат од утре, кои се активностите меѓу другото на Црвен крст од Охрид, поради тоа што знаеме дека се многу активни, постојано имаат некои активности. Ја видовме вчерашната обука, која што заврши, прилогот што успеавме на самиот старт да го видиме, но ајде да го најавиме големото случување кое што ќе биде од утре. Токму така е, ова како што спомнав и на почетокот, од утре започнува театарскиот аматерски фестивал Диши театар во организација на Црвениот крст од Охрид. Токму на тоа ќе поразговараме со мојот соговорник, како што кажавме, председателот на општинската организација на Црвениот крст од Охрид, господинот Сашо Точков. Господине Точков, јас го најавив фестивалот, но ајде од вас да ги слушнеме деталите. Трета година поред една успешна приказна. Така е, трета година поред Црвен крст Охрид во рамки на своите програми кои ја промовираат и негуваат хуманоста, особено фокусиран кон младата популација, кон младите, и оваа година даде можност на младите да ја поттикнат и развиваат својата креативност преку креирање на театарски представи, театарски игри и создавање на тие театри кои што ето ги презентираат пред охриѓани. Овој фестивал е и меѓународен затоа што има учество од 3 организации на Црвениот крст од Крагуевац, од Ужице и од Суботица, а секако како посматрачи кои што ќе учествуваат минатата година, оваа година да ги приберат искуствата се и представници од организациите на Црвениот крст од Бар од Црна Гора и од Требиње од Босна. Навистина едно прекрасно дружење, една прекрасна енергија, дух на младите кои што ето го нудат како вдишување на театар, така и се вика нашиот театар Вдиши театар, да и охриѓани го засакаат театарот, а и како најава на она културно лето што ќе се одвива во Охрид во оваа сезона. Трета година поред се одржува, од година во година расте фестивал. Дури во една прилика вие кажавте дека ваквата активност ги поттигна и на другите организации на Црвениот крст да направат слична активност. Токму така. Не само организациите во нашето обкружување, имаме навистина организации со кои што тесно соработуваме. Тоа се организации од Англија и од Холандија кои што се воодушевени, не можат да го скријат своето задоволство од она што го работиме. Црвениот крст го работи овде на оваа територија и во своите средини поттикна развој на вакви едни активности кои што се како најава за наредните години да учествуваат на овој фестивал. Можам да кажам дека и ние сме
ограничени со времето, 4 до 5 дена максимум е фестивалот, да не можеме да ги вклопиме сите представи, така да за наредната година она што се најавува, се надевам дека ќе се и искористи, односно дека ќе се реализира, а тоа е во текот на денот да имаме по 2 представи секој ден. Оваа година имаме 4 представи, како што спомнав, од тие организации кои што ни доаѓаат од соседството и кои што навистина носат во себе една порака на хуманост, на толеранција, на соживот, на дружење меѓу младите, кое што навистина овде е за пример. Каде ќе биде свеченото отворање и на кои локации ќе се играат представите? Свеченото отворање е утре на 1 јуни во 20:30 часот на сцената во предворието на црквата Света Софија. Представите ќе се одвиваат во четврток исто во предворието на црквата Света Софија, во петок ќе е во Центарот за култура Григор Парличев и во сабота исто во предворието на црквата Света Софија. Прекрасен амбиент, прекрасна сценографија изработена се од младите луѓе. Посетено имавме огромна минатата година, оваа година морам да кажам дека на пробите беше исполнет и седиштата каде што се сцените, посебно од странските туристи кои што доаѓаат и гравитираат кон тој простори, кои што навистина се одушевени од она што го работиме и од она што можеа да го видат. Тука јас би ве запрашал за како е прифатеноста, спомнавте, ево, доаѓаат голем број туристи да ги гледат, но како волонтерите во Црвениот крст реагираат на ова што се случи? Волонтерите навистина живеат за овој фестивал, се подготвуваме веќе 2 месеци интензивно, младите луѓе постојано и на пробите остануваме по 4-5 сати, навистина е огромна работата и огромен ангажманот, но сите се полни со енергија, не се од вчера волонтери тука се во Црвениот крст и постојано носат со себе уште 2-3 луѓе другари кои што се приклучуваат и кои што ја зголемуваат ова армија на хуманисти. Токму и самата представа која што утре носи наслов Фортуна, се вика Фортуна, и една приказна за една охридска староградска фамилија и една љубов од минатите времиња, покажува колку младите се поврзани со таа традиција во Охрид и колку ќе можат на вистински начин да ја презентираат и да ја приближат до охриѓани. Сметошков, која е целта на овој фестивал, зошто се одлучивте за еден ваков? Па, видете, младите во Охрид има голем потенцијал, театарски потенцијал, особено меѓу младите, кои што навистина со душа чекаат да креираат нешто, да создадат. Ние тие услови им ги создадовме, нема ограничување кај нас во Црвениот крст, секоја идеја која што е добронамерна, позитивна и која што не се коси со принципите кои што ги негува Црвениот крст и на кои што се потпира, ја поттикнуваме, ја отвораме вратата и создаваме можности за сите тие да креираат, да создаваат позитивна енергија и навистина да бидат едно место каде што ќе се дружат младите, каде што ќе ги наметнуваат своите идеи кон оние деструктивни кои што постојат во секоја средина, во секое друштво. Дечков, јас и во најавата спомнав дека вие сте една од најактивните организации на Црвениот крст, па би искористил вашето присуство и за другите проекти. Еве знаеме сме на почетокот на уште една летна сезона, па морам да прашам за обуката за спасители која ќе се одвива оваа сезона. Да ви благодарам за комплиментот. Секако дека се обидуваме да нашите активности бидат што пораширени, што поразноврсни и соберат што поголем број на волонтери. Бројката од преку 1000 волонтери кои што се активни го кажува своето. Секако дека овој период, месец мај, јуни, е период во кој што финализираат подготовките за оние активности кои што се насочени кон грижа за безбедноста на сите посетители капачи кои што ќе ги користат капалиштата во Охридското езеро. Токму во таа насока ние ги мобилизираме и работиме со преку 300 спасители кои што ги имаме во нашата организација и организирање на една обука за спасители на вода која што ќе се одвива од 18 до 24 јуни, на која што уште 30 спасители се надеваме ќе се приклучат кон нашата организација и ќе можеме подготвено како и секоја година, ево наназад веќе 6-7 години без некои фатални инциденти да се грижиме за безбедноста и да бидеме на нивото на задачата, односно да се соочиме со сите предизвици кои што навистина ги носи Охридското езеро и користењето на капалиштата, плажите во тој период од огромен број на туристи.
Еден од проектите на Црвениот крст е кој што го почнавте од скоро време, тоа е програмата за работа со стари и изнемоштени лица. Како тече тој проект? Да, тоа е програма која што минатата година започнавме, програма за грижа за стари лица, која што е насочена во оваа фаза сега кон оние лица кои што се осамени, кои што се повлечени, кои што не се социализирани и кои што се на некој начин разочарани од обкружувањето, од животот, од тоа што се сами. Со нив работиме, тоа не се секогаш сиромашни луѓе, но се луѓе на кои што им треба говор, им треба внимание, им треба прошетка. Многу добро оди програмата по она што токму волонтерите кои што ја реализираат оваа програма се возрастни лица, лица пензионери преку 65 години, кои што работат со своите врсници и кои што навистина покажуваат и пренесуваат многу позитивни импресии од тоа и бројот на клиенти кои што го имаме е негде стабилен, значи преку 50 клиенти сега во овој момент во регионот на Охрид посетуваме, имаме, работиме со нив и се надеваме дека ќе има што помал број на вакви клиенти, но ќе има клиенти, односно стари лица кои што ќе се креативни и секој дневно се вклучуваат во нашата организација да дадат допринос, да направат нешто што може за да ги израдуваат своите врсници или помладите и така натака. И неодамна го одбележавте и роден ден на општинската организација на Црвениот крст, 70 години минатата година од постојање, така. Но тука јас би ве запрашал за оние други проекти што ги имате. Знаеме, вие имате многу проекти, па кои се ините проекти што ги подготвувате за наредниот период? Па видите, Црвениот крст навистина постојано работи на развивање и креирање на своите програми, расширување на своите програми. Покрај летниот период што ќе се фокусираме на неколку крводарителски акции за обезбедување на крв, доволно количество на крв за потребите на овие здравствени установи. Знаеме дека во летниот период гравитираат сите туристи овде и потребно е да имаме доволни количества крв. Ние секако во работа со лицата кои што се со некаков хендикеп, значи од лица со Даунов синдром до лицата кои што имаат аутизам, значи работаме на создавање на една сензорна соба која што ќе функционира во основното училиште Климент Охридски, но и една музикотерапија која што ќе се одвива под надзор секако на стручни лица, дефектолози, психолози и лекари, која што ќе се одвива во Црвениот крст и која што многу скоро ќе ја започнеме, веќе се подготвува просторијата, каде што како искуство од минатите години видовме дека огромен е ефектот на таа музикотерапија врз развојот и животот на тие млади лица со одветен хендикеп. Спомнате собата со сензори, до каде се тие? Значи тоа е при крај, очекуваме во текот на ова и почеток на наредната недела да биде отворена таа соба, да биде промовирана и секако да оние деца кои што одат во основното училиште Свети Климент Охридски, а имаат некој хендикеп, да ги почувствуваат благодетите од таа соба. Јас ви благодарам за нашиот разговор. Слушнавме многу проекти. Јас ви посакувам успех со фестивалот и успех во иднина со останатите проекти. Ви благодарам. Јована, така слушнавме ето не само за театарскиот фестивал, аматерскиот театарски фестивал Диши театар, ги слушнавме и останатите проекти на Црвениот крст, како што е обуката за спасители на вода која што треба да започне наскоро. Слушнавме како се работи со старите лица. Слушнавме како се подготвува и собата со сензори за децата со Даунов синдром и аутизам. Дали може би имате некое друго прашање? Христе, не остана простор за прашања, но ние подготвуваме интересна тема, живот со Даунов синдром. Очекуваме да биде отворена собата, да влезеш внатре, да можеме да видиме каква е таа соба, како всушност дечињата се анимираат внатре и да можеме да се надополниме на таа тема која што ја подготвуваме сега за во петок. Ти благодарам многу, ти посакувам убав и успешен ден, благодарности до соговорникот. А сега, почитувани, како што најавив, одиме во Кичево. Колегата Бранислав Стојановски ќе ни каже зошто вреди да си од Кичево. Еве се потрудив некако на ваш акцент да го кажам. Многу интересно. Мене навистина многу ми привлече внимание. Всушност станува збор за непрофитна, така, неформална организација. Тие не земаат пари за сите активности кои што ги прават да го анимираат градот, да го анимираат населението, се со цел се повеќе да живее Кичево.
Ајде повеќе информации за тоа од тебе и твојот соговорник. Добро утро, Јована, до вас во студиото и секако добро утро до сите гледачи. Вреди да си од Кичево. Како што кажа, тоа е името на една невладина, односно непрофитна организација, неформална организација, која што речиси 3 години делува тука во Кичево, да го анимира целото население на Кичево што може нели во својот домен да помогне околу афирмацијата на самиот град. Јас ова утро како соговорник го имам господинот Горан Несторовски, кој што е еден од, можам да речем, поактивните членови на оваа неформална група. Господине Несторовски, добро утро. И еве да ве прашам најпрво едно кратко прашање, затоа ќе побарам и краток одговор. Вредит ли да си од Кичево? Добро утро. Значи, се она што го има Кичево и што може да го понуди, со еден збор, значи, вреди да си од Кичево. Секако дека е така. Господин Несторовски, може ли еве најпрво да се осврнеме околу самите почетоци? Јас на почетокот нели напоменав дека ова неформална организација делува во градот Кичево речиси 3 години. Како дојдовте до идеја, еве кои беа тие првични моменти кога го заговаравте самото формирање на неформалната група Вреди да си од Кичево? Значи, во декември 2013 година беше одржан еден семинар во организација на невладината организација Центар за развој на заедницата од Кичево на тема мирно решавање на конфликти во мултиетничка средина. На тој семинар присуствува околу 30 учесници од различна вероисповед, различно образование, различна етничка припадност, различна полова припадност, вработени во јавни институции, вработени во државни институции, членови на невладини организации и други граѓани. И тогаш видовме дека функционираме добро како тим и рековме зошто на некој начин да не продолжи нашата работа со единствена цел да го подобриме животот во Кичево за сите. Така започна неформално нашата приказна, потоа да кажеме дека оваа група е неформална, значи не се работи за невладина организација, него е неформална група која е сочинуваат 30 на членови, претходно кажав, значи од кој профил, и оваа група значи работи за развој на животот за подобар живот на сите во Кичево. Да кажеме и тоа дека во оваа група може да членува секој полнолетен граѓанин, значи нема формален начин на членување, доволно да дојде на еден од нашите состаноци кои ги одржуваме во просторите на Центарот за развој на заедницата Кичево најмалку еднаш месечно и да ни се придружи со своји идеи, со своји замисли и со своја активност да придонесе во работата на нашата група. Господин Сторовски, кои области на делување ги покрива вашата неформална група? Дали можеби сте насочени кон одредена област или покривате и култура, развој на градот, економија и слични области? Значи, како неформална група, да кажем и тоа дека ние немаме формална структура на организација во смисла на председател и така натаму. Сите сме рамноправни членови и интересно е што на сите наши состаноци ги води еден член од групата кој во тој момент има улогата да биде како еден председавач на тој состанок. Што се однесува до поле на делување, групата Вреди да си од Кичево пред се делува на развој, на подобрување на меѓуетничките односи во Кичево. Јас би кажал на негување на меѓуетничките односи, затоа што во Кичево имаме добри меѓуетнички односи и понатаму сме активни во сите општествени дејности, како што е заштита на ранливите категории на граѓани, развој на спортот, заштита на младите, работиме исто така, делуваме и во развој на заштита на животната средина, работиме на иницирање на решавање на одредени комунални проблеми во Кичево, па да кажем и тоа дека сме активни и во доменот на алтернативниот туризам. Значи тоа е широк диапазон на делување што го имаме ние, али се сведува на една единствена реченица: активности за подобар живот на сите во Кичево.
Споменавте, нели, дека во самата неформална група членуваат и членови од различна етничка заедница, значи мора да споменеме тука се македонци, албанци, турци, роми, срби и сите оние, нели, кои што се дел од населението кој што живее во општина Кичево. Ајде да видиме што е она што досега го има сработено ова неформална група. Значи ги споменавме областите на делување, еве сега конкретно да видиме што во досегашните ваши активности може да се забележи како успешно делување во општината. Пред тоа да кажам дека работата на групата беше помогната од германската невладина организација Форум Зифиди со седиште во Скопје и во еден дел и од Центарот за доживотно учење исто така со седиште во Скопје. Што се однесува до сегашните активности, ќе кажеме дека прво што направивме беше јакнење на капацитетите на членовите на групата, поради тоа беа организирани повеќе семинари, како што е справување со минатото, медијација во заедницата, понатаму односи со јавност и медиуми и комуникација со истите. После тоа преминавме на медиумско представување на нашата група, така што истата беше представена во регионалните медиуми, еве сега и во националните медиуми. Понатака, прва поголема активност беше одржување на отворен ден на мултикултурализмот, кој за прв пат беше одржан во месец октомври во 2014 година. На тој отворен ден на мултикултурализмот беа представени сите 6 етнички заедници што живеат во Кичево преку народните, ревија на народни носи, преку настап на фолклорни групи и преку традиционална храна на сите етнички заедници што беа во Кичево. На тој начин тој беше еден настан кој еве традиционално веќе оваа година ќе се одржи по трети пат, кој не само што е културен настан, можеме да речеме и туристички настан, значи еден поширок настан. Минатата година имавме и гости од Прилеп, оваа година очекуваме гости од други градови на Република Македонија. Понатака, од досегашните активности би ги споменал, во месец март оваа година реализиравме една заедничка посета на членовите на групата на по еден верски објект. Беше посетено една џамија, односно тејчија во Кичево, и беше посетен манастирот Света Богородица Пречиста во Кичево, каде што имавме можност во еден краток разговор со оджите и со поповите да ни доловат основите на овие две религии. Понатаму, групата презеде активности околу заживување на китиното кале, еден бисер во Кичево кој за жал во дадениот момент не е во она состојба која што би требало да одговара на потребите на граѓаните. Во првата фаза беше извршен екоден или акција за чистење, кога од наша страна беше во соработка со јавното претпријатие Комуналец од Кичево, китиното кале беше исчистено и доведено до една, да речеме, добра состојба. Исто така да кажеме дека тој проект има и втора фаза, која не планираме, тоа е поставување на патокази и организирање на еден ден на калето. Од досегашните активности би споменал дека групата и покрена иницијатива за решавање на проблемот со кучињата скитници во Кичево, исто така решавање на проблем на патен премин на населението кој што живее во населбите Раштански пат и Осојски пат, значи премин за преку магистралниот пат и преку железничката пруга, кој што сега во дадениот момент ова население е принудено да поминува на подвозникот што поминуваат и возилата, а нема изградено тротоар. Значи тука се вклучиме во иницирање и решавање и на овај проблем и оваа потреба на граѓаните. Да кажеме дека нашата активност фактички се сведува на поврзување на граѓанските организации, граѓанскиот сектор во Кичево со општината Кичево и со бизнис секторот. Затоа што се тие три клучни алки во еден синџир за добар живот во нашиот град. Ги споменавме еве многуте ваши активности кои што ги имате досега реализирано. Накратко еве дали може да ги запознаеме нашите гледачи што вие како неформална група имате испланирано согласно вашите планови до крајот на оваа календарска година.
Значи до крајот на оваа календарска година, како што споменав, веќе за 2 недели треба да се постават патоказите во Китиното кале, кои што се наприказна сама за себе, затоа што ние како членови на групата сами ги изработивме, кажав со помош на општина Кичево и со помош на бизнис секторот, со општествено одговорни компании од нашиот град кои ни помогна во тоа. Тоа е на некој начин, значи, прво поставување на патокази на подрачјето на централното подрачје на Кичево, па и пошироко. Понатаму во месец октомври планираме да го одржиме традиционалниот отворен ден на мултикултурализмот на општина Кичево. Исто така планираме да организираме еден заеднички марш или прошетка во природа на членовите на групата Вреди да си од Кичево и други заинтересирани граѓани, каде што е на едно неформално дружење, запознавање, би и престои во природа секако во истиот тој домен. Понатаму имаме и други планови, меѓутоа ќе видиме колку ќе можеме да ги реализираме. Сега се засека како идеи. Да споменам тоа дека имаме една идеја, еден проект кој треба повеќе ангажирање, али се надеваме дека ќе го реализираме, затоа што прво ни се потребни да најдеме соодветна просторија. А тоа е, сакаме да формираме еден етно музеј на сите националности што живеат во Кичево, па секој оној наш граѓанин или турист или било кој што доаѓа во нашиот град ќе може на едно место да се запознае со народните носи, со предметите од минатото на сите етнички заедници што живеат во Кичево. Очигледно дека ве чека уште доста работа до крајот на оваа календарска година. Групата Вреди да си од Кичево навистина делува активно. Слушнавме дека се вклучени голем број на луѓе кои што го сакаат градот, кои што сакаат да докажат дека навистина вреди да си од Кичево, затоа што Кичево поседува многу и историски знаменитости кои што и самите членови на оваа неформална група најавуваат дека ќе имаат и одредени активности во поглед на ангажирање на луѓе кои што ќе привлечат и туристи во поголем број тука во Кичево. Го имаме манастирот Света Богородица Пречиста, Китиното кале, Кнежинскиот манастир во прекрасното кичевско село Кнежино, како и разни други знаменитости. Јована, доколку имате други прашања од студио, нашиот соговорник е се уште тука, може да одговориме. Бране ме воодушевува нивните активности кои што имавме можност да ги слушнеме. Тие се вистински пример дека мултиетничката сплотеност значи само подобар живот за сите граѓани. Работат на речиси сите области, така, мене ме интересира од се ова што слушнавме, која област во Кичево има најмногу простора за работа, каде најмногу треба да се промени нешто, каде најмногу треба да се работи, каде најмногу има простор за реализирање на проекти, каде фали, со еден збор, каде фали нешто за да се подобри. Така, господине Сторовски, прашањето од студиото е во која област најмногу може оваа неформална група да делува, односно каде има најмногу потреба да се делува, каде има најмногу недостатоци, за вие како неформална група да помогнете во отстранување на тие недостатоци или дополнителен развој на таа област? Значи, ги кажавме нашите сфери на делување. Ќе повторам дека првично работиме на негување на добрите меѓуетнички односи во Кичево, исто така на иницирање за решавање на одредени комунални проблеми, али тежиште ни е зголемување на соработката со граѓанскиот сектор, со граѓаните, општината Кичево и со, како што кажа, со бизнис секторот, затоа што сите заедно можеме да придонесеме за подобрување на севкупниот живот во Кичево за сите, што е и наша крајна цел. Сега дозволете ми да кажам и тоа дека ова група Вреди да си од Кичево е успешна приказна, така што веќе имаме некои контакти и од други градови кои што живеат населени од повеќе етнички заедници, како што е Гостивар, Тетово, речеме, и други градови, да го преземат овој модел на оваа група, зашто и членовите на нашата група стојат на располагање да помогнат со сето за свое знаење и искуство што го имаат во работата веќе овие 3 години уште малку.
Споменавте соработка со општината Кичево, со бизнис секторот и други јавни институции. Колку сте задоволни од таа досегашна соработка? Има ли простор да се продлабочи, можеби да се прошири со други институции и што во таа насока во иднина? Па да, видете, значи секоја наша активност се сведува значи на да речеме на два модели. Првиот модел бе она активност што членовите на групата Вредеси од Кичево ја извршуваат сами. Меѓутоа, кога има друга активност, ги вклучуваме и други организации од Кичево. Веќе кажам Еко-ден од чистење на калето, каде што беа вклучени членови на Црвениот крст, пред се на подмладокот Црвениот крст од Кичево, а исто така беа вклучени членови на извидничкиот одред на Кичево. Исто така во наредниот период, значи имаме добра соработка со општината Кичево и со бизнис секторот, меѓутоа ќе настојуваме и во иднина да продолжи таа и да се продлабочи таа соработка, затоа што има многу можности, потребни се само идеи да се направи нешто повеќе за нашиот град, за животот тука на сите, и се надеваме дека во тие наши планови ќе успееме во целост да ги реализираме. Ми би кажали тоа дека ќе продолжат активности околу јакнење на капацитетите на групата. Преди се имаме идеја да се одржи еден семинар за тоа како се подготвуваат проекти и така да групата заедно со невладините организации да можат да конкурираат со проекти во многу организации што ги има во Македонија. Да речеме како што се УСАИД, Форум ЗИФИДИ, Центар за доживотно учење и многу други да не ги набројувам, каде што мислам дека тие капацитети на таквите организации во Кичево воопшто или слабо се искористени и од невладиниот сектор и од општината Кичево. Значи ќе биде и тоа ставено тежиште и на таа проблематика да направиме добри проекти, да конкурираме и се надеваме да ги добиеме и да ги реализираме. Градот Кичево сигурно дека има среќа што се роди една таква неформална организација Вреди да си од Кичево, која што слушнавме дека делува во повеќе области, дека секогаш ќе го искористи максимумот што може да го пружат членовите на оваа неформална група за развој на сите дејности од општествено живење во градот Кичево. И секако, она што веќе и го најави господин Несторовски, вакви примери како што делува оваа неформална група од Кичево, веќе земаат и други градови, како што се Гостивар и Тетово, и се надевам дека и сите други градови, без разлика на структурата на населението и на проблемите кои што ги има градот, убаво е нели да има една ваква неформална група која што несебично ќе се залага за развојот на својот роден град. Студио, доколку имате дополнителни прашања, повелете. Ти благодарам, нема веќе простор за прашања. Да, јас на крај само ќе додадам дека и јас се надевам дека ова ќе биде поттик за останатите градови во Републиката и тие да си направат своји неформални организации, се со цел подобрување на животот на граѓаните во градовите. Ти благодарам, Бранислав, ти посакувам убав и успешен ден. Благодарности до соговорникот. Се гледаме со најновите информации, се разбира, во наредните денови. Поздрав од мене. Почитувани, посакувам убав и успешен ден. Толку од мене за ова издание на Ново во градот. Утре ви закажувам средба во исто време, во 9 часот, а сега ве припуштам на мојот колега Иван Лазаров. Го очекувам да пристигне во студиото и да направи пресек на најновите случувања, информативен пресек во точно 10 часот. Поздрав од мене.